Пошtovани, добро ни дојдовте во емисијата Разговор со магистер Киро Бојаджиски. Во оваа емисија зборуваме за лекови и мелеми од природни билки за рани кои што тешко зараснуваат. Претпоставувам дека има многу луѓе кои ќе им биде интересна оваа емисија од причина што имаат проблем со зараснувањето на раните. Па токму на оваа тема разговараме со магистер Киро Бојаджиски. Добар ден, добро ни дојдовте во емисијата. Добро ме најдов. Дај Боже, за ова тема што ќе разговараме, никој да нема проблеми, за тоа што компликациите се големи, тешко се лекуваат раните, вклучувајќи кожен рак, но вие самите кажавте дека е доста барна темата, од причина што има многу луѓе кои имаат проблеми со рани кои тешко зараснуваат. Така е. Ќе наведеме и причините зашто доваѓа до тоа и какви се манифестациите од тие рани и какви се маки и неволји имат луѓето, па и фамилиите од раните што тешко зараснуваат. Ајде да ги наведеме причините кои што доведуваат до она раните тешко да зараснуваат и веќе да бидат досадни на луѓето и да не знаат веќе што да прават. Како се чувствуваат тие луѓе, кои се симптомите на истите? Дај Боже никој да нема такви проблеми, но кога веќе има, причини има многу различни. Од воени, од нападни средства, од ранјавање, од повреди случајни, од паѓање, од сообраќајни несреќи, потоа од банални паѓања од мердевини и друго кога ќе се скрше некоја коска или тешко ќе се оштете ткивото. Зараснувањето е многу, како да кажам, отежнано и има подолго време потреба од лечење. Некои од раните поново секундарно се загадат, па доваѓа до така наречени смрдливи рани. Така. Или до рани кои што постојано се укопуваат од надвор ке зарасне, после 10-15 дена поново провале, како се вика во народот. Тие рани нашиот народ ги викало на ова време, да кажеме, онака по народно, рани кои што ги добивале некои по верска линија што заслужувал, како што се и проклетството да даде Господ, жив да се смрде. Тие рани се навистина опасни не само по здравјето, него и по животот на луѓето. Особено се опасни кога од тие рани ќе се појаве рана на кожата. Кожниот рак е еден од тие причинители кои што нема објаснување зашто одеднаш некоја клетка од повреденото место почне да се размножува и тоа преко крвта, преко другите органи, пројде дифузно низ цело тело. Најчесто ги напаѓа, да кажеме, ако е раната на ногата, ги напаѓа жлездите во ципите, потоа напаѓа ја простатата, напаѓа и бубрзите и најголемата жлезда во човечкото тело, црниот дроб. Такви луѓе нема и спас, но за тоа сметам дека кога изборуваме за причините, луѓето мора да бидат многу предпазливи, за тоа што може да се деси од чисто банална работа да се направи голема компликација. Препоручувам, ако некој има, како ги викаме на лицето, тртки, мртви коски и друго, да не ги чепка, за тоа што многу често тие знаат да се претворат во рани што тешко се лекуваат и рани од кои настануваат последици. Така. Па да кажам дека ранливи категории се сите луѓе, но најранливи категории се децата, работоспособните и особено луѓето кои работат такви работи во кои постои секогаш опасност да бидат потешко повредени. Како што се рударите, потоа дрвосечачите во планината, каде што секое дрво кое се сече може да падне на непредвидена страна и да го повреде тешко дрвосечачот. Потоа многу ранлива категорија се косачите. Он забавнувајќи со косата често пати може со себе да се тешко повреде и да се отворе рана која што многу тешко зараснува, која многу брзо и многу лесно се загадува. Рак не, него рани што тешко зараснуваат, постоje опасности од прскањето со пестициди. Кај нас со орешчиите се таа категорија, ако он бос оде да прска, а прска пред него и оде после прскањето одма, још додека се
на растенијата, капките од пестицидот, постои голема опасност кај тие луѓе да се десе таква работа. Многу често се дешава кај луѓе кои што работат индустријски работи, каде што има машини кои брзо сечат, како што се бонсеци, кај што има машини кои пригмечуваат, стварат профили, кај нас такви има исто така во Кочани и Кочанско. Потоа работниците кои работат во фабриките за ориз, каде што е плевата постојано присутна и во воздухот и во се, но тие луѓе дигат вреки, дигат други тешки предмети со кои можат многу брзо и многу лесно да си ги повредат нозете и рацете и градниот кош. Такви рани и такви повреди јас имам видено кој знае колку и би рекол да сите оние кои работат во индустријските објекти каде што постои некаква и било каква опасност од потешки повреди, многу да внимаваат пред него што се зафанат да работат некој од таквите работи. Исто така, голема опасност постои за луѓето што работат на конзервирање на пиперките и на печурките. Тамо се употребуваат агресивни киселини. Да. Знаеме кои се тука. Тоа е есенцијата, која знае да предизвика тешки повреди и рани на лицето на луѓето што работат таму. И што е многу лошо, киселината разјадува навнатре, наместо да се шире во површина, она ствара длабоки рани кои многу често завршуваат со перманентно загнојување и лечењето е тешко. Често пати таквите рани од надвор се затворе, но однатре, како се вика народно, работе. Поново, након 2-3 недели или помалку од тоа време ќе провале поново и ќе се десе да има рана која што час е затворена, час протечува. Нашиот народ за таквите рани вика сараджа или сараджа на персиски јазик, што значи баш тоа рана што не зараснува. Сара е рана. Джа е опасна рана. И кај нас луѓето често пати од незнање кожниот рак е онака детерминиран како сараджа. И ден денешен можете да чуете во некои наши поголеми села како што се Зрновци, Блатец, па и другите како Истибања и нашите села тука дека тај или таа има сараджа. Да. Тоа е многу опасно, особено за младите, за децата, за девојките, за тоа што појавата на тај кожен рак може да предизвика непредвидиви последици и психички ги упропастува особено девојчињата кога ќе се јави некоја таква рана. Посебно на видливо место, така. На видливо, многу често тоа видливо место се испупчените под очите, носот, брадата, кај ушите и на ушите. И сега замислите убава девојка одеднаш да и се јаве рана, неја ќе избегават и другарките и момчињата. Тоа е социјална веќе проблематика која што на оболените од такви рани што тешко зараснуваат им престои долготрајно лекување, но мора да бидат стрпливи, постојат лекови, постоја можност да бидат излечени. Да. Ние ќе кажеме што треба конкретно тие луѓе да прават, но имаме мелеми кои вие можете да ги приготвите, односно секој човек може да ги приготви доколку ги знае билките од кои се самиот мелем состои. Па тука сме да ги споменеме мелемите кои вие ги препорачувате токму за овие рани кои тешко зараснуваат. Од што може да се комбинираат таквите мелеми и да се подготви така Јас нешто? имам повеќе мелеми направени и што е многу добро, многу брзо и ефикасно помагат на унесреќените. Има луѓе кои што со години имале такви тешки рани, рани што не зараснуваат, рани кои засмрделе, па се викат и смрдливи рани. Да. Доаѓале кај мене и након примената на овие, да кажам, мелеми, за непол месец дена трајно се излекувани. Ете сега ќе кажам некои од тие, па дај Боже никој да нема, но пред очи ни се тука билките кои што многу лесно билките, можат многу лесно и многу брзо и да треба да помогнат. ги искористиме, да. Овак. Еве првиот мелем
е составено овакав. Невен цвет 40 грама, ленено семе, смелено или скрцано 40 грама, комунига, тоа е трева која има у полето на сите страни народа, ја вика и конски ребра. Не сме го споменувале ова растение често. Има длга рачка, нешто као на багремо, но лишчињата се поситни и ја има три вида. Има бела, има жолта, има и плава. Односно црвеникава. Комунига, да. Било кое од овие растенија да го најде, мислам, од овие варијанти, треба да се користи и од неја да се користи од комунигата 50 грама, за тоа што навистина е многу лековита, и шипки, плод или кора 40 грама. Околку се работи за зимно време, ако ги нема шипките плодови кои треба да бидат скацани заради С витаминот кој знаеме во секој случај дека помага при зараснувањето. Невенот е препун со антибиотици, природни антибиотици. Лененото семе ја конзервира раната и не дозволува да се прошири понатаму и да не укопува, а комунигата е извореден лек која што се вика ударно лекува за тоа што има 6 природни антибиотици кои се докажани и ги има во медицината и во многу од сегашните лекови што ги гледате на телевизија или ги читате на секој весник, тамо е присутна, но под друго име, разбира се. Сега билките треба да се добро иситнат во аванче и да се направат во вид на прах толку ситно. Се зимат 3 лажици од смесата на билките, се попарува со 50-60 грама врела вода, само 50-60 грама врела вода и се варат само 5 до 6 минути поклопено, но да не претече. Се добива многу јак чај. Сега, тај чај било добро да биде со малку мешање, постојано измешан со медицински вазелин. Може некогаш е правено со несолена свинска маса, но сега го имаме тука вазелинот. Се добива еден вид, една помада, која што е неверојатно ефикасна. Раната, која што има, треба да биде премачкана, но и околу неа, најмала рака 1-2 до 3 сантими, значи цел круг околу неа да се направи, да биде наложено, да биде ставена од озгора газа и со најлон да биде поклопено местото што се лече и да биде преврзано. Тај мелен треба да преноќева. Треба да се со газичка да се газа. Треба да се менја секоја вечер, најдобро е на вечер, пред легнување да се менја и времето на лекување 2 до 3 недели, ако не и повеќе, во зависност колку е раната стара и колку е занемарена. Да кажам занемарена за тоа што луѓето мислат ќе помине. Само ќе помине или одат на бајарици и гледарици, одат на водички за замивање, одат по манастири, по цркви од кои можда психички има некоја фајда, ќе го охрабрат, но лечење речиси и да нема и нема. Но треба и цврсто да се верува дека можат овие ваквите билки, ваквата комбинација да помогне, така? Така е. Пред секој преврзување раната треба да биде премиена со овој чај, како што пред малку рековме. Но, во колку не достига тој чај, треба да се направи јак чај од жалфија. Жалфијата знаеме дека е препуна со антибиотици или фитонциди, како се викат у мојата наука, да биде раната исперена, за тоа што тие природни антибиотици се далеко поефикасни. Ние ги има у жалфијата докажано веќе 6, још за 2 се работе, значи да кажам веќе дека има 8. Како да е некој од тие ќе помогне да ги уништи гливиците и бактериите, но и вирусите кои тамо ги има на раната. Раната се лекува на овој начин се додека се затворе и додека целосно не зарасне, но вегетативно од доле, од долниот дел на, да кажеме, на оболеното место нагоре, не од озгора. Од озгора ако зарасне кожата, оно ќе остане од доле поново да работе, поново ќе загное, поново ќе проваде, поново ќе има компликации. Ќе направи поголем проблем, да. Секако дека ќе направи поголем проблем. Тоа е едниот меелем. Вториот меелем е кора од благ даб или благун, како го викаме. Дабот има неверојатно големи количини на танин.
но исто има и во него антибиотици. Малку се знае. Танинот е убица за бактериите и гливиците. Он со самиот контакт кој ќе ја допре гливицата, наша гадичката, или бактеријата, им ја одзима водата. И на тој начин ги уништува. Шом се одземе водата на бактеријата и габичката, она тај момент умира. Тоа го праве дабовата кора или дабовиот лист. Кора би било добро, поефикасно, затоа што сега, во овој момент, листјата се веќе исушени и не се за употреба. Рековме, добро е и кората од дрвениот боздел. Кората од дрвениот боздел, но треба да се засечуваат и ваде кората од двата слоја. Дрвениот боздел има два слоја на кора. Едната од надвор која е шарена, белузнаво и кафеникаво, а другата е потпуно жолта, има златна боја. Треба со се да се изваде во долги ленти, добро да се исече и да се користе во чаевите, но и во неелемите за рана. Исто така да биде, не да се суше на огин, него онака дури и не мора да се суше, нека се употребе на тој начин. И тука невен, како цветот невен, тие два, кора од блак дап и од дрвен воздел по 50 грама, невен 40 грама, кантарион жолт, со тоа што имаме и црвен кантарион, жолтиот кантарион 50, он е многу силно растение, и камилица. Камилицата служи како најблаг лек, но ефикасна во овој состав со овие други лековити билки, кои се толерантни и не ја примат. Во овој случај не треба... Камилицата може би доаѓа како чистач на целото тоа. Така е. Како чистач, но и кај смрдливите рани допринаса да тие многу не миришат. Затоа што скапаното месо, ако е човекот жив, е крајно непријатно да се овака осеќа. Па кантарионот и камилицата по 50 грама заедно со овие може да бидат на исти начин направени како што пред малку рековме со медицински вазелин и на исти начин, но овој чај треба да биде варен 5 до 6 минути поклопено у мало тенџере, да се внимава да не претече. Сега овој лек треба да се стави во мали теглички и да се користи како помада разоболеното место, исто така околу наоколу да се раната затвора и обиколе, како што рековме, и да биде на исти начин преврзано со, ако нема газа, може да се употреби и памук, но памукот е малку проблематичен за тоа што он се залепе за раната, па наредниот ден кој ќе се ваде предизвикува болки и ја олупува кожата на луѓето. Затоа препоручувам газа. Да се купи, има во аптеките, да се газата користи на место памук. Исто така се става одвечер, се преврзува и тоа престојува 24 часа. Наредниот ден може, кој ќе биде изваден лекот, исто така да биде раната исперена со жалфија, но на жалфијата може убаво да и се додаде во секој случај и ако има услови, за тоа малку чај од бел јасен. Белиот јасен се познава од другиот по тоа што цветот му е бел. Инаку кората кога ќе се вари има плава боја. Луѓето ја знаат и ја користат за борба против тифус на кокошките или на пипка, како се вика у народот. Таа јасен бел го има секаде, тука го има и ниското, у пошумувањето нагоре го има на повеќе места. Он е многу лековит, но е некогаш бил познат у народот, сега е заборавен, ете го подновуваме неговото лековито својство. Ако се употребува за промивки со жалфијата заедно, по 50 грама жалфија и 50 на грама кора од јасен, да биде то сега, да кажеме, попарене со врела вода, а јасенот може и треба малку да се поваре одвоено, па да се измешат двете смеси. Со тоа, двата, да кажам, чаја, и со тоа да се врше промивање после вадењето на облогата
на наложеното да биде исперено. Внимателно и стрпливо ќе треба да се испира и нема никаква опасност од преземањето на овие мерки. Ја имам веќе постигнано добри резултати, многу луѓе многу брзо, кога вика многу брзо, тоа е времето за околу 3 недели. 3 недели раната се затвара и луѓето се крајно благодарни, немат проблеми. Инаку луѓето што имат несреќа да имат такви заболувања, лошо спијат, стално се под стрес, стално се прашат кога ово ќе мене одмине, па што ме снајде, па зошто баш мене и така натаму. Тие луѓе се едноставно, да кажам, од тај стрес од кој не можат да се ослободат се додека раната не се излечи. Дури помислуват на многу лоши работи, дека он не може да се излече и дека од таа рана негова може Бог те пита што лошо да се изроде. Најчеста и најцрна мисла е дека може да се претвори во рак. Да. Нема опасност ако се применат овие наши совети, овие билки, овие чаеви и овие мелеми, раната се брзо затвара, не постоја никаква опасност да се претворат тие во рак рани, така се и викат рак рани. И нека луѓето веруваат во силата на билките, нека веруваат и на нас и на вас, дека сакаме да им помогнеме на многу брз начин, многу брз и многу ефикасен начин со многу малку пари. Да советуваме околу исхраната, околу држењето хигиена токму на раната. Хигиената е општо правило. Луѓето Така, кои имат но такви, оние кои имат така. треба да престанат да облачат, ако е тоа на ногата, хулахопки, валени чорапи и друго што само може да ја иритира раната. Треба да носат природни, да кажам, веш и чорапи најчесто од памук, ако може да најдат, и треба почесто да се бањат, за да не се прошире од тамо негде на друго место. Многу е важно у фамилијата да се поведе рачун на оној кој има такви проблеми, треба последен да се бања. Не прв лукадата да не оставя гливици, бактерии тука, па оној кој ќе дојде по него или тие кои ќе дојдат по него да бидат секундарно заразени. Тоа мора да се има предвид. Да се употребуваат благи сапуни. Јас предлагам да не го забравяме тај нашиот домашен сапун, или како се вика, свински сапун. Свинскиот сапун, за разлика од сапуните кои ги купуваме како конфекцијски сапуни, е многу поблаг, нема толку многу сода у него. А наместо да се користи, да кажеме, некој сапун кој е правен од ланолин или правен од мастин, било што, дури од зејтин, па и од млеко, овој сапун во исто време со штом ги измива заболените места и не само раните, него и телото, остава еден слој, еден филм од озгора со заштита од свинскиот сапун кој има мала количина на сода, а која делува благо на убивање на бактериите и гливиците уколку некои останале непогодени од чаевите и од мелемите што ние ги предлагаме. Дали можеби треба се внимава и околу исхраната, околу течностите? Секако, тоа прашање ви е на место. Храната мора да се видоизмени, да не се јадат многу мрсни работи и да не се јаде многу благо. Зашто? Затоа што гливиците и бактериите најчесто го користат шеќерот, благите работи и користат за сопствена исхрана. Па препоручувам да не се јаде пресолено, да не се јаде многу љуто, обавезно да не се пуше, но да се јаде многу зеленчук. Препоручувам многу моркови да се јадат, миродија, магданос, во кои има природни антибиотици, фитонциди, да се јадат калинки. Калинката е заборавена, она е била неверојатно добар лек. Зошто калинка? Затоа што у калинката семето има големи количини на танин. Па е познато дека луѓето кои имат продолжени проливи, особено кај децата, давано е кора од калинка или плодови од калинка. Ако се направи чај или да се јапне од плодовите, проливот престанува. Сакам исто така да нагласам дека треба да се јаде лук и кромит. Проклетиот лук што никого не му се допаѓа да го јаде, дека го јадат затоа што оние најлековито растение
на цвето, па и името му, ако земете в литературата за биологијата на лукот и кромјето, ќе видите дека и едни и други името им е алиум цепа, или алиум, што значи порум, или алиум пеницилин. Пеницилинот го има природен во лукот. Да нема потреба да ме боцка тамо било кој и така антибиотиците нема. И не само пеницилинот, има многу антибиотици во лукот. Има многу, докажано е дека е најлековито растение на свет. Јас препоручувам без никакво срамување, без никакви проблеми луѓето нека си апнуваат лук, нека јадат почесто, поготово при овие случаи, и неутрализацијата на лукот станува многу лесно. Со малку магданоз да биде со жвакан или миродија, со малку кафе, суво кафе или да се напие малку кафе некој, со едно фулџанче млеко и да се позадржи во устата, мирисот на лукот се губе. Но останува сето лековито што го има во него и им помага на луѓето да се многу брзо излечат. Да. Сакам и још нешто да кажам, да се забораве пиењето и да се забораве мачкање на тие рани, отворени рани со алкохол. Никако да не се употребува и јод. Често пати луѓето, ќе му ставе јод, па ќе му помине. Напротив, јодот знаеме, јодот е раствор, криштали од елементот јод растворен во алкохол. Тоа е се агресивно и ќе допринесе раната на место да биде толкава, ќе стане толкава. Да се налути. Ќе се разране. И така се вика у народа, нели, разране се повеќе. Па од тие причини алкохол за премивање, јод и некои други средства, јод и бензин, постои јод бензин, раствори, не треба да се употребуваат за тоа што тие се далеко поагресивни. И ако постои уверување, ја тоа знам и у медицината, ако има нешто, па и инекции кои има, малку се намачка со, да кажеме, со шпиритус и друго, но тоа е на неотворена рана. Так. Тамо дека поцнала иглата, малку ќе се затворе тоа и ќе се забрише за да не дојде до секундарно заразување. Од овие причини, луѓето нека не ги фаќа паника кои имат рани. Од ово што го рековме, нека применуваат највеќе 3 недели, ќе видат, да кажам, презадоволни, но и ќе се зачудат како некоја рана која ја носеле со години. Така, веќе поминува и ја Поминува снемува. и луѓето ќе видат многу среќни. Ранлива категорија се младите, ранлива категорија се повеќе и жените. Тај однос е неверојатно лош. Жените ќе се изгоре, па ќе направе, ќе ја подлюте раната, како викаме. Ќе се попаре, па не е исто да се изгоре и да се попаре, нели, попарувањето е со течност. Па ќе падне ставајќи ги алиштата, менјајќи си јалица и друго ќе се повреде и еве ти проблеми, така да жените мора да бидат далеко повнимателни за тоа што се поосетливи, а и многу од жените кои работат во осетливи средини, дека постоја опасност од повреда и појава на рани, убоди особено во конфекциите и така натамо, жените се некаде околу 70% посклонни за разлика од мажите кои се околу 30% повеќе ранливи. Ја ете пожелувам никој да нема така, Но доколку се случи, таква несреќа, но ако се нешто треба да ги такво послушат вашите совети, еве да си направат вакви два вида на мелеми или еден кој тие одлучат да го направат и да можат да им поминат раните кои можеби цел живот некој или можеби 10, 20 или 30 години ги има. Така. Тоа е сосема сигурно и таквите луѓе што ќе не Затоа и се викат послушат, рани што тешко зараснуваат. луѓето што ќе не послушат многу брзо ќе бидат вратени во еден нормален и среќен живот. Да. Пожелувам на никога да не му се деси, но нека не послушат. У крајна линија нека пробат и сами ќе се уверат дека е тоа што на нив им треба. Нека го искористат дарот од природата. Така. Благодарам за советите за нашите гледачи. Благодарам и јас на вас. Почитувани, тука ја завршуваме емисијата Разговор со магистер Киро Бојаджиски. Зборувавме за подготовка на мелеми од природни билки и чаеви кои што можете вие да си ги приготвите доколку имате рани што тешко зараснуваат. Се гледаме следната емисија во истиот термин, а до тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите гости.